Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Благодарност на Аллах субханаху ва таала, салават и селам на неговиот миленик и пратеник Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва селам. Во неколкуте наредни минути ќе бидеме во сенката на еден голем величествен хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селам. Пред да го продолжам хадисот, би ве замолил да донесете салават на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селам. Во хадис кој го бележи Ибн Маџе, хадис сахих, од Буср ибн Џахаш радијаллаху анху, еден ден Расулуллах саллаллаху алейхи ва селам басака фи кафихи. Еден ден Расулуллах саллаллаху алейхи ва селам плукнал со неговата уста во својата рака. Фа ашара би јадихи илейхи. И со својата рака, со својот прст, Пејгамбер алейхи салату ва селам покажал кон таа плунка и рече: "Енна юъџизуни ибн Адам, ва кад халактука мин мисли хазихи." О човеку, зарем ме сметаш немошен и силен, а јас тебе, о човеку, те створив од нешто слично на ова. Што сака да каже Расулуллах? Аллах азza wa jalla не створи од една капка семена течност. Од таа капка семена течност која се вика мимма ин мехин во Куран, човекот сака да му се спротистави на Господарот Аллах субханаху ва таала. И потоа Пејгамбер селем продолжи рече, и кога ќе му се доближи смртта на човекот, култе ејне те садек. Човек кој ќе му се доближи смртта ќе рече: ајде сега да поделам. А вече времето за денење помина. Драги браќа, овој хадис е хасен, хадис добар, автентичен, точен, прифатлив од Расул селем. Не учи како Пејгамбер селем практично, илустративно не учи дека човекот стварен од капка семена течност. И потоа го заборава на својот Господар. И потоа ја негира силата на Аллах азza wa jalla. И потоа човекот едно време ќе се освести, ќе сака да прави добро дело, ќе сака да подели. Меѓутоа, касно ќе биде. Затоа, драги браќа, да бидеме свесни за нашиот Господар Аллах субханаху ва таала, кој не создаде од незначителна течност, а тоа е семена течност, кој не саваракум фа ахсана суваракум и ни даде најдобар лик, не окити со очи. Хуа аллади халака лакум ас-сам'a вал абсара вал афида қалилен ма ташкурун. И тој е оној што ви создаде и слух, и вид, и срце, а вие многу малку сте благодарни. Да бидеме благодарни на Аллах азza wa jalla и секогаш да се сеќаваме на неговите благодати и да му правиме ибадет и смртта да дочекаме во состојба кога Аллах азza wa jalla е задоволен.